Се плашам дека јас сум наредната жртва. Вака со овие зборови по свирепото убиство во Кочани, жена од истиот град побарала помош од штипската организација ЕХО. Кочанчанката неколку години живее во страф и притисок од својот демнач. Плашејки се за својот живот, нејзиниот идентитет нема да се открие, но затоа пак нејзин гласноговорник ќе биде ЕХО, организацијата која извесен период се бори за да ја заштити. Жената се јави во попладневните часови, беше доста вознемирена, бидејќи по некои сплетни околности самата го видела мртвото тело на убиената жена на улица, била вознемирена и она што таа на нас ни го кажа е дека се плаши дека и таа може да биде следна жртва исто на таков фемицид, на такво свирепо убиство, инаку е жртва на демнење подолг период. Агонијата и секојдневниот страф почнува откако жената решила да стави крај на нивната врска. Тогаш мажот на кој му верувала се претворил во демнач. Насилникот е веќе условно осудуван за демнење, но и покрај тоа што му се изречени 3 привремени мерки за заштита од семејно насилство, истиот ги крши и продолжува психички да ја малтретира жената. Таа пријавила дека мерките не ги почитува, но демнењето продолжило. Повеќе пати го има пријавувано, мислам дека околу 6 кривични пријави веќе има нови заработено демначот, според изјавите на жртвата. Се уште нема судска постапка, значи се уште е во фаза предметот кај јавен обвинител и ние, еве јас во име на мојата организација ЕХО, ја користам приликата јавно да апелирам до надлежните институции, посебно до јавното обвинителство, па и понатаму и до основниот суд, да се забрзаат сите постапки и да се изречат соодветни кривични санкции за кршењето на мерките, непочитување на судските одлуки. За ситуацијата да биде уште побизарна, вчера од полиција жената добила известување дека ќе добие пријава поради нарушување на јавниот ред и мир. Сакајќи да се одбрани, демначот ја пријавил и сега таа се соочува со прекршочна пријава. Абсурдноста е таму, бидејќи ако навремено институциите реагирали во овој случај немало ни да дојде до нарушување на јавен ред и мир. Немало да дојде до настан жената да мора да се брани на јавно место. Од ЕХО алармираат дека во ваквите случаеви е многу важно брзо и навремено да реагираат институциите за да не се повтори случајот од вчера, кога 46 годишна жена беше убиена пред домот во кој живеела. Според закон, затворска казна се предвидува и за демнење.